заблагодарам на одзивот, на поканата да бидете денеска присутни на брифингот кој што го правиме преку вас, јавноста да дознае за некои нови моменти кои што се случуваат во врска со предметот кој што се води во основниот химичарски микроскоп. Значи станува збор за докази кои што вам ви се доставени, кои што докази обвинителството ги има доставено во делот на обвинителниот акт, меѓутоа докази кои што во јавноста се презентираат на еден сосема друг начин. Имено, сведоци сте дека излегува теза дека не постоела одлука за набавка на предметниот софтвер. Вие се надам преку вашите медиуми ќе ја прикажете самата одлука која што е донесена во законски предвидена процедура и донесена од законски предвиден орган за таа намера. Вториот документ кој што ви беше предочен е записник за технички прием, со кој што се докажува и покажува дека софтверот кој што е предмет на обвинителниот акт е технички исправен, предаден и е комплетно функционален. И во воведниот збор и на брифингот и сега повторувам дека нема да бараме од никој да ни верува на збор, колку имаме предложено комплетна реконструкција на целата функционалност на софтверското решение, со тоа што ќе избереме една локација, една траса, една делница, каде што ќе ги тестираме функционалностите на самиот систем во живо. Се надам дека и телевизиите ќе имате техничка можност да го пренесуваат. Ви доставив и листа на докази од страна на обвинителството, каде што овие два документи се презентирани пред судот и веќе се како такви изведени. Она што заради запазување, односно внимателно за не повредиме некоја постапка, некоја одредба од членовите на ЗКП, е изјава, односно допис доставен од страна на генералниот секретар Ковашев Мухамеджихири, со кој што ја потврдува инсталацијата на таквите софтвери, го потврдува доставениот хардверски материјал и со тоа кој е потврдено дека таквата јавна набавка е во целост реализирана. Она што недостасува, односно она што ја прави ваквата постапка проблематична е што таквиот доказ обвинителството го нема доставено во обвинителниот акт, а со тоа го нема доставено и до судот. Што значи дека без да преюдицираме, преку вас може и да проверите, јас ви го дадов архивскиот број на одлуката, побарајте, односно дописот, побарајте го, да видите што во него е наведено. Со таквиот допис, апсолутно, целиот предмет кој што е базиран на тоа, на неисполнување на врските од договорот, паѓа во